Предмет ликовно образование. Оделение трето. Наставна содржина, функција на просторот, надворешен. Наставник Виолета Петковска, техничка поддршка Виолета Петковска, директор Соња Спасиска, Основно училиште Кочурацин, Охрид. Наставни цели: совладување на нови знаења, основно запознавање со функцијата на градот како сложен простор, развој на способностите за перцепција и организација, развој на креативно мислење и изразување, организирање на нов сложен простор, совладување на техниката цртање со молив. Техника цртање со молив, материјал за работа, блок за цртање, молив 2Б. Воведна активност. Разговор низ прашања. Каде спиете? Каде се одмарате? Во домот, во станот. Каде се забавувате? На лунапарк, во кино, театар. Сето тоа за што зборуваме е простор, наменет за некои потреби. Каде се сместени тие простори? Во еден голем и сложен простор, во град. Активности со ликовни елементи. Разговор. Како се доаѓа од едно место до друго во градот? Пеш, со велосипед, со автомобил. Се движиме по улиците? Какви улици има во градот? Широки булевари, широки улици, потесни улици, многу помали, мали и слепи улици кои не продолжуваат. Зошто служат на широките булевари? За да можеме побрзо да стигнеме од едно место до друго во градот или од еден крај до друг крај на градот, или ако го минуваме градот. Во градот има разни раскрсници, големи, главни, мали. Ево од нашиот град Охрид. Откривање цел на часот. Денес говориме за град, за сообраќај и како се движиме, а ваша задача е да направите план на еден измислен град. Се црта на мазната страница и не се притиска многу со моливот, а не смее да се црта со линијар, туку само со слободна рака. Од градот Охрид ова е, а вие треба да измислите мапа на некој измислен град. Практична реализација на наставната содржина. Учениците започнуваат со реализација на наставната задача. Во текот на ликовно-практичната работа, секој ученик поединачно работи. Проекција на град, проодни главни улици, раскрсници, градот организиран простор. Ево слики како работат учениците, завршна активност за учениците, анализа и вреднување на резултатите од часот. По завршување на ликовно-практичната активност се пристапува кон анализа на творбите. Вршиме анализа. Што го сочинува сообраќајот во градот? Какви улици и раскрсници има и како тоа е представено на творбите? Анализата главно е да се врши за проодноста на цртежот, дали на творбата може лесно да поминеме од едно до друго место. На тој начин вршиме анализа на творбите, а истовремено ја разработуваме основната функција на просторот, односно градот. План, простор, град, улици, раскрсници. Ви благодарам за вниманието.